Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Јас сум убеден дека ќе успееме во тоа. Уште со првата содржина, тоа е разговорот со мојот денешен драг гостин, познатиот и признат фудбалски стручњак не само во Македонија, туку и надвор од границите на нашава земја, тоа е Ѓоко Хаџиевски. Господине Хаџиевски, добар ден и добро дојдовте во нашава емисија. Добро најдов, фала ви многу за убавото представување. Се надевам го заслужувате тоа. Можам уште многу да зборувам за вас, а вие тоа го заслужувате. Веќе сте струмичанец. Така. Во наводници. Така. Како се чувствувате како струмичанец? Па да ви кажам, помина ли периодот на адаптација? Јас морам да бидам вака искрен и да кажам дека знаете дека долго години работев со Благоје Истатов во репрезентација во Вардар, во Грција бевме малку, бевме навистина повеќе од другари, пријатели и така натаму. И тие се првите мои контакти со голем број на мои пријатели кои ги стекнав покрај Благоје Истатов. Да. Пријатели од Струмица, така. Од Струмица, струмичани. Значи покрај Благој стекнав многу струмичани пријатели тука. Многу надпревари играни со Вардар, со Пелистер, против Беласица, кога фудбалот навистина беше страст футбол во Македонија. Кога фудбалот беше фудбал. Кога беше фудбал, кога беа полни стадионите, многу генерации играчки, квалитетни во тоа време, познати фудбалери. И мислам дека ако нешто заедничко имаше во Македонија, најдобрите таленти излегуваат од Битола и од Струмица. Токму така, се согласувам. Тоа е една заедничка... Два расадника на фудбалери во Македонија. И сега сум веќе, како да кажам, ако сум јас прв пат со престој во Струмица, не само како гостин, така, се осеќам пријатно покрај сите тие пријатели. Во меѓувреме, долго години сум во фудбалот, така што стекнав логично многу пријатели така надвори од фудбалот. Можам да кажам дека Струмица изградена доста добро, напредната, условите од ден на ден се усовршуваат. Сега има, порано беше Тиверија, сега е Академија Пандев, клуб кој што така се со добра организација, е многу добро пласирани се, иако Новајли брзо се качи во првата лига, се стабилизира, има добра организација, добар избор на талентирани играчи низ Македонија и надвор. И ќе учествувам утре на првото вака позначено дерби. Иако имаше во есенскиот дел, мислам дека Академија Пандев убедлива беше во тие надпревари против Беласица. Две победи. Да, две победи. Мислам дека сме поорганизирани, мислам дека тимот е подобар од есенскиот дел на За ова ќе позборуваме малку повеќе. Почитувани гледачи, овој разговор го снимавме ден пред надпреварот Беласица Академија Пандев, а се емитува на 1 час пред почетокот на овој дерби надпревар. Но за тој надпревар малку подоцна ќе поразговаравме. Она што ме интересира е како се снаоѓате со новата функција извршен директор на фудбалскиот клуб Беласица? Па се снаоѓам добро. Мислам, јас бев и порано директор, сум бил директор на 2 пати во Вардар. Така. Функцијата селектор на репрезентација во еден наврат 2 пати, да подсетам дека јас сум овде баш во Струмица на првото собрание на Фудбалска федерација на... И тоа ќе ве прашам, така. Значи не се само пријателите во прашање, убав спомен имате од таа далечна, пред 25-6 години. Кога се формираше првиот фудбалски сојуз самостолен на фудбалска репрезентација, на фудбалски сојуз на Македонија, избран сум за селектор на сите репрезентативни селекции, точно тука во Струмица. Така. Во исто време бев тренер на Вардар. И тие 2 години, меѓутоа 94-та година нас не признае во ФИФА. Од тогаш почнавме официјални надпревари да играме.
Покасно, после двете тие први години официјални со настапи на Антон Дончевски од 94 до 96, во 96 се враќам повторно во репрезентација, околу близко 4 години бев повторно. Значи, сам да кажам дека тоа е пак на некој начин слична некоја функција, не е секојдневен значи, тренинг. не ви е ништо непознато, не е нешто непознато за вас. Не е ништо непознато. Имам уште еден период во Баку, кај што бев како тренер шампион на Азербејџан, бев исто и селектор на репрезентација на Азербејџан и има функција и директор на Баку. Значи, не ми е прв пат, јас знам што значи таа работа, драго ми е. Беласица е навистина добро организирана сега. Така. Значи, да бидеш директор во клуб кој што има долга традиција. Има традиција голема. Морам да кажам дека единствен случај во Македонија е да еден собственик, нашиот Славчо Пинда е собственик и на стадионот и на клубот. Така. Мислам дека нема клуб во Македонија кој што е собственик, така. Собственикот да е собственик на клубот. Да, прв човек има така. И стадионот да е негов. Така. Мислам дека тоа е голема предност. Амбициозен е многу. Иако не бил фудбалер, меѓутоа знаеме ние многу случаи во светот каде што не мора да си за собственик или за некоја таква функција организаторска да бидиш од фудбалот. Ке најдиш стручњаци. Да, но допири точки со спортот има тоа во секој случај. Има, али го гледам дека наистина е амбициозен и неговиот спортски дух, бил спортист, стално го мотивира да прави повеќе не запира, има големи амбиции. Прв пат го запознав кога го зеде клубот како председател, баш со Благо Истатовевме заедно, тогаш ме запозна. Тогаш беше анонимус, беше можда за многу мина човек кој што од кај сега во фудбалот, меѓутоа покажа сите овие години дека направи навистина голем напредок со Беласица и да завршам дека во таква организација задоволство е да бидеш директор, да ти е оставен стручниот дел да можеш да го креираш. Нема многу време да шетам низ Струмица, по цел ден сум таму на стадион, има тој направено на вистина. Прв доаѓате, после да заменуваат, така ли? Така нели? Добро, значи за еден напредок во еден фудбалски клуб многу е потребна добра соработка со собственикот на клубот, значи извршниот директор, со тренерот, во случајов Циц Милович. Така е. И предпоставувам на таа соработка е една безпрекорно ниво, така? Нема никаков проблем. Раде е млад тренер, со Беласица имаше успех од трета во втора, од втора во прва. Така е. Мислам дека не е нескромно кога кажам дека многу работи може да научи покрај мене, јас сепак сум апсолутно со 35 годишно тренерско искуство и доста работи имам изработено надвор, во 10 држави сум работел надвор од Македонија, така да можам да му помогнам. Моите амбиции не се да се докажувам како тренер, јас тоа веќе одамна сте го докажале, така. Али моите сугестии ги гледам дека ги прима. Тој е моторот Турка, јас сум тука контрола. Имаме и други тренери во клубот кои што исто така Благој Митев е легенда и на Беласица, и на Победа, и на македонски фудбал, еден навистина прекрасен човек. Марин Илиев, тренер на голманот. Ване Стојанов е исто така многу квалитетен човек. Кондиционен тренер, али е така еден интелектуален тип, како да кажам, совесен, одговорен, може мулти да биде функционален во клубот, не само во тој дел на неговата работа, него и други работи. И така, таа екипа полека се вклопува. Една убава физиономија добива, така. Да. Значи, има квалитетни луѓе во клубот, и морам да кажам, голем број на истакнати општествено-политички работници, спортски работници кои што околу Славчо се околу него секојдневно зборува дека има тежина. Цела таа да кажам програма на Беласица која може да даде
добри резултати и неговата крајна цел е да направи нешто многу повеќе од колку функционирање во прва лига на Македонија. Во секој случај измина еден долг период, повеќе години кога Беласица незаслужено беше во подниски рангови на надпреварување, трета лига. Тоа е нешто што Беласица не го заслужуваше, трета, втора лига. Конечно се најдат во најелитното фудбалско друштво на Македонија, но во моментов се наоѓа на најнезавидната позиција на табелата, на последната позиција, но јас се надам дека нема да остане таму. Пролетниот дел од првенството го започнавте со реми надпревар на гостувањето во Кичево, ако не се лажам, така? Кичево беше, со победа од Прилеп. Само оние кои не биле на тој надпревар може да се израдуваат на тој освоен bod, бидејќи Беласица заслужувало многу повеќе. Како вие го видовте тој надпревар? Па, реално заслуживме и да победиме, со оглед на тоа дека имавме многу шанси. Поготово второто полувреме бевме подобри доста. И тоа е нешто што нас треба да не радува, да даде самодоверба на играчите дека можат. Победа не е лоша екипа, одма да се разбереме дека Победа има квалитетен состав. Успеа Шкендија, најдобриот клуб во моментов и шампион последното првенство и сега лидер на табелата. Еден клуб со јака организација два пати успеа во Тетово да ги победи. Значи, Победа има квалитетен состав. Меѓутоа, мислам дека бевме помотивирани од нив, поборбени. Поголема желба имавме за позитивен резултат и тоа е нешто што треба да не потикне, а првенството е долго. Ние сега можеме да жалиме, да кукаме за испуштени бодови, ама мислам дека нашата концентрација треба да оди кон тоа да од надпревар во надпревар да гледате напред, а не назад, така. Да се формираме како квалитетен тим. Зашто тоа е гаранција, кога гледаш дека имаш тим, имаш добро во себе, може да очекуваш резултати. А првенството е долго, може да земиш бодови кај што не се надеваш некаде, ако си квалитетен. Затоа мислам дека тоа е добар знак дека тимот е на добар пат, промените играчкиот состав, има неколку нови играчи. Колку тие нови играчи дават надеж дека ќе гледаме по-квалитетен фудбал? Маста центар халфот играше доста добро. Така. Савич не беше во тој првиот надпревар. Имаме уште еден бразилски играч кој што е доста квалитетен, дојде неспремен, имаше мала повреда, меѓутоа за неколку дена, за 4-5 дена, мислам дека веќе ќе почне можеби купот надпреварот во среда со Македонија Ѓорче Петрово во Струмица, дека ќе можат и да го видат. Интересен, доста интересен играч, специфичен, со добра техника, доаѓа од многу добри школи, една и од Порто. Знаеме, Порто е еден од најголемите дистрибутери на играчи низ цел свет. Порто, Бенфика, Динамо, Загреб, Салзбург, еден од најпознатите европски клубови во секој случај. И има доста добри работи. Чекаме онај максимумот да може да го даде и затоа викам, ние сме во фаза на формирање, на разигрување. Да, како екипа. Брзо треба да им разјасниме каков е стилот на Беласица, кој стил треба да го игра, какви се задачите, колку полесно тие ќе ги сватат, а видов дека уште во Прилеп, во Кичево, практично со победа, профункционираја, ако беше тој прв надпревар. Мислам дека сме на добар пат, да не стрепиме за... Така, но познавајќи ве како тренер, како селектор, и во Македонија и надвор од Македонија, они кои го знаат добро, Ѓоко Хаџиевски, знаат дека е бескомпромисен во своите настојувања, без разлика дали некој е фаворит или не, на секој надпревар оди да се постигне победа или да се постигне успех. Ве очекуваат 3 многу тешки надпревари. Денеска во месното дерби со Академија Пандев, потоа на гостување во Шкендија и надпревар со Вардар исто во Скопје, така? Во Струмица, така. Тоа се 3 исклучителни надпревари на и Македонија полуфинале на Купот Македонија. И плюс Македонија полуфинале на Купот, исклучително тешки надпревари, а сте на последно место. Што очекувате вие од овие надпревари?
може ли да очекуваме ние како љубители на фудбалот и љубители или навивачи на Беласица да направиме еден исчекор повеќе? Иако се тешки надпревари. Генерално очекуваме позитивни резултати. Така. А ако треба да го класифицирам то генералното, ние треба да играме првим да мислиме на натпреварот со Академија Пандев. Така. Значи сериозна екипа која игра добро, покаже и со резултати, со организација, со избор на играчи, со селекција, со условите кои што ги имат, дека се за респект. Меѓутоа, мислам дека Беласица со овие можности што ги има, што претходно ги кажав, со играчкиот кадар кој што е променет, со доста, јас видов неколку играчи кои што не се во прв план, да речеме, во екипата, така како потенцирани како квалитета, мислам дека поседува доста квалитети и многу брзо може да се дигнат во стандардни со многу поголеми можности. Не треба да стравува од никој. Значи, ние треба да си гледаме секој надпревар одделно. И секој надпревар да не анализа што ни фали, што пропуштивме за наредниот надпревар. Ако правиме многу калкулации, ќе не одведат во погрешен правец. Така. Ние за распоредот го знаеме. Јас разговарам со сите во клубот дека нема екипа во Македонија ни од која можеме да се плашиме, заради тоа што сепак се вложени некои средства сериозни и во организација и во тој во играчки кадар, за да Беласица со право може да се надева на добри резултати. Така. Јас сум затоа тука, да моето искуство го пренесам. Не викам дека сум јас клучниот фактор, меѓутоа во секој случај искуството мое со одредени сугестии може да донесе со поголема самодоверба кај сите, дека имаме можности. И јас лично сум сигурен дека ние ќе играме добро. На сите тие надпревари ние ќе играме добро. Значи, тешко некој ќе може да се подиграва со Беласица, да си рачуна дека е тоа една екипа кај што ние ќе поминиме. Нема таква екипа во Македонија која што така може Наместо вие да мислите на противникот, нека противникот мисли за вас. Така. Зошто ќе видиме Маце, уште еднаш викам, Маце во поинакво издание се надевам. Дај Боже, нека биде така. Јас се надевам дека ќе гледаме подобар фудбал во овој втор дел од првенството на најквалитетната лига кај нас. И се надевам дека на крајот од првенството Беласица ќе го избегне најлошото. Има тука конкуренти во борбата за испаѓање, Македонија, Ѓорче Петров, Победа, Прилеп, Силекс и така натаму. Се надевам дека и следната година ќе гледаме прволигашки фудбал. Струмичани треба да ги радува, како што вие спомнавте на почетокот, имаме два прволигаша, како што беше на времето, кога дерби надпревар, местни дерби надпревари беа оние помеѓу Беласица и Тиверија, кога немаше празно место на стадионот во Струмица. За жал, сега веќе не е така, нема многу љубители на фудбал по стадионите во нашава земја. Се надевам тие некои слабости ќе бидат надминати. За Фудбалска федерација. Да, така е. Не знам дали знаете, но во тие прволигашки дуели, чинам дека 2 сезони Беласица и Тиверија играле, значи 4 надпревари. Меѓу себе. Да, Беласица нема ниту една победа против Тиверија. Да, 2 нерешени и 2 добиени надпревари за Тиверија. Тоа е тоа. Како и да е, Беласица е постар, поквалитетен клуб во секој случај и се надевам дека ќе гледаме подобар фудбал и дека конечно публиката во Струмица ќе се врати на стадионот Младост. Кога сме кај стадионот Младост, а бидејќи бевте и пријател, многу добар пријател со Благој Статов и со работник и во репрезентацијата и во фудбалскиот клуб Вардар и во еден грчки клуб, ме интересира што мислите за иницијативата за која се зборува на многу во Струмица, овој стадион Младост да се вика Благој Статов? Мислам дека апсолутно заслужува. Да? Апсолутно заслужува, зашто таква фигура како беше Благој Статов тешко се раѓа, верувајте ми. Благој се издигна не само како фудбалски човек. Тој беше општо прифатен из цела Македонија. Така. Имидж, би рекол, на Беласица. Така е. Заради карактерот негов, заради љубовта кон Беласица, заради
се она што го направи не само во Струмица, туку и во македонски фудбал, верувајте ми, дека огромен респект има низ Југославија и низ цела. Така е. Знаете реакцијата и на Партизан, иако беше 3 години, меѓутоа цел живот остана пријател. Тоа се работи, знаете дека има многу фудбалери кои биле екстра класа, меѓутоа по завршетокот на играчката кариера ги снемува. Да. Не успева да се одржи. За Благој Статов се уште се зборува Благој беше во Белград. До последниот негов ден беше активен, беше афирмиран и беше позитивен како човек. И мислам дека ако зборуваме за тоа дека името треба да го носи на стадионот Младост, да се преименува во Благој Статов, само може со симпатија се гледа на таков потез. Бидејќи станува збор за исклучително успешно фудбалско име и како играч, нели како голман, Беласица, Прилепска победа, Партизан, Белград, Утрехт, Холандија и така натаму, и повторно назад во Струмица со богата тренерска кариера, па во Скопје, па во репрезентацијата и така натаму, навистина заслужува еден ваков третман од спортска Струмица и сите ние ќе се гордееме ако тоа биде така, нели, овој стадион. Се надевам дека навистина ќе Какви спомени буди Благој Статов кај вас? Па да ви кажам, толку години сме, ние сме некаде поблиски од 89-та година. Се сеќавате кога Победа влезе во единствена втора лига? Така. Во таа единствена втора лига игравме, јас бев тренер на Пелистр. Млад, 32 години бев. Така. И од тогаш некако почна поинтензивните наши дружења. Тој е постар од мене, можда не јавме многу прилики заради тоа што беше надвор и така натаму. Сум играл како играч против него. Така. Да, али некако како високи пријатели почнавме да се од 89-та, пред 30 години. Пред 30 години и после кога станав, значи, ова селектор и капитен на сите репрезентации селекции во Македонија, тука веќе поинтензивно, а кога ја презедов 96-та година репрезентација, веќе дефинитивно станавме соработници, беше мој помошник, 4 години бевме повеќе од соработници. Ушеднаш викам, јас имам толку доживлеја и со него, 7 години практично беше мој соработник, мој помошник. Али до последниот ден, ево можам да кажам дека последниот, како да кажам, како опроштај, средба, сите негови овие генерацијски другари, Дрвошанов, Митев, Трајков, Томис Семенков, Благој Митев, заедно со директор на Прилепска пивара, собственикот практично Кирил Самарџиевски, кој што ја направивме заедно таа иницијатива, дојде Ристо Глигоровски од Прилеп исто, направивме кај него во хотелот една забава денска, едно 4 сати. Со музика. Тоа со музика, некако како да се не се надевав дека така брзо ќе замине. Тоа беше првите денови некаде на август, ми се чини така нешто. Едно 4 сати останавме, се договаравме за некои нови иницијативи, нови собирања. Иако беше видно нарушено здравје. Видно нарушено здравје, значи падна доста, меѓутоа ментално ми стоеше добар. И после и неговите, и Боро и Мишел, синови ми кажа дека 3-4 дена после тоа не слезе долу во ресторантот и некако многу брзо почнавме тие денови во август да се слушаме на телефон. Тешко се комуницираше во тој период и ете, на жал, брзо замина, не се надева, верувајте ми, али дружбата со него ќе ми остане за цел живот како белег на верност. Јас и Благо никогаш не сме се погледнале
попреку. Така. Надвор од фудбалскиот терен имаме 1 милион случаеви. Ние бевме и можеме да завршиме со емисијата на тема. Бевме заедно во Австралија, бевме заедно во Америка со репрезентација, бевме низ многу држави низ светот, то се надпревари, дружења, турнири и така натаму, каде што може да предпоставите кога со некој си толку близок, какви моменти може да има. Со врзани очи се разбиравме за сите работи. Така. Добро, можеме вака надолго и на широко. Вие на тема Благој Статов го кажавте своето, едни убави спомени и на деното на одржувањето на комеморативната седница по повод неговата смрт. Зборувавте и вие и новинарот од Сител Бошко Трпевски и Томе Семенков. И Тома Семенков, и јас кажав неколку спомени, за него бидејќи ме врзуваат многу спомени, потоа Топурковски, Васил Топурковски исто така. Председателот на МОК и така натаму. И нашиот собственик исто беше Пинда. И Пинда, така. Кој што морам да кажам дека имаше огромна подршка од Благој Статов, така. Организираше голем дел на на погребот фудбалски клуб Беласица. Така. Добро. Да тргнеме таа тема, да одиме малку на поубави теми, а тоа е фудбалот. Колку, бидејќи имате седа коса, колку е тоа генетски, а колку има фудбал во таа боја што ја носите на главата? Колку е стресна таа професија? Генетски е точно, зашто и татко ми имаше бела коса, цврста, значи тоа ништо не ме чуди. Ама има и фудбал, нели таму? Има фудбал многу. Верувајте ми дека фудбалот е многу стресна професија. Јас имам, значи млад станав тренер на 32 години, веќе бев прв тренер на Перестир во втора лига на Југославија. Од тогаш до сега тој е од 88 година јануари станав прв тренер на Перестир. Од 88 година до сега тој е 31 година професионален тренер. Така. Работев во повеќе од во десетина држави надвор од Македонија. Од Македонија, бев први во ЦСКА, во Војводина, бев 3 години во Грција, бев 3 години во Азербеџан, 3,5 години во Саудитска Арабија, последните 2 години во Емирати, имам работено во Египет, во Кипар, во Грција. Во Грција 3,5 години. Значи, преку 1000 само првенствени утакмици имам јас во професионален фудбал. Така. Колку пријателски, колку меѓународни надпревари, колку зими сум поминал на снегови, на дождови и така натаму, колку стресови надпревари кои што мора да се добијат и така натаму, не е лесно, верувајте ме, али јас сум некако дисциплиниран. Значи, не пушам, не пијам, уреден некој живот имам и настојувам со таков дух да ги совладувам тие пречки. Меѓутоа, раните ментални, раните емотивни остануваат и тоа е само човек треба да седне еднаш на клупа да види како изгледа. Сепак се надевам дека сепак се надевам дека убавите нешто најмногу се памтат. Па има некој баланс. Така. Јас морам да кажам дека нашава е најтешка и најсладка работа. Така. Значи има моменти кога славиш, сум имал многу такви моменти. Ако можам во проценти, сигурно сум преку 50% успешен во сите тие 1000 надпревари. Значи некој баланс сум имал. И можда тоа ме одржува, али ако се сетам дека и фамилијата моја која до ден денес се соживува со секој мој надпревар, стресови, кога ќе изгубам надпревар, не сум за ништо, не сум ни за разговор, не сум ни за не ми приоѓаат. А кога сум Значи морале да имате разбирање за вас. Морале, да. Тоа сакав да кажам дека огромна помош сум имал од сопругата и од децата, од сите. Ево сега имам еден внук кој е еден од најдобрите таленти, најталентираните, така. Во Македонија, центарфоре, во Вардар и репрезентативец, навистина има блескава кариера. Така да сега пак имам со некои така
поинтензивно фудбалски да ги... Јас морам да ви кажам дека татко ми мој беше фудбалски тренер. Значи јас станав влюбеник во фудбал покрај татко ми. Така. И таа лоза се продолжува. Еден од зетовите ми е Филип Спасовски, кој што беше репрезентативец до 90 година на Македонија, син на Мирко Спасовски, мој играч капитен во Вардар, сега председател на Вардар. Значи, ние фудбалски сме поврзани доста, имаме многу теми да пратиме утакмици. Јас затоа велам, сепак убавите нешто остануваат и за убавите нешто вреди да се зборува. Почитувани гледачи, го сметам Ѓоко Хаџиевски за пријател, не заради тоа што исто се викаме, јас сум Ѓорги, тој е Ѓоко, туку навистина така, многу е пријатен за другарување, многу е пријатен за разговори и кога ќе седнете со него, неговиот мобилен телефон е препон, ама баш препон со фотографии, со такви спомени од, како што тој рече, од преку 10 земји каде што бил тренер, па и селектор. Навистина, убавите работи ги имате во телефонот, нели? Имам и убави и неубави, меѓутоа важни. Во секој случај важни. Историски за вас. Така. Добро. И тоа ве крепи, тоа ве тера да одите напред. Па да ви кажам нешто, сега ние можеме да разговараме за некоја работа, тоа се многу податоци. Сега ако зборуваме за нешто пред 15 години, нешто што било, значи пред 19 години игра финале на Шампионска лига на Азија. Тој е како финале Шампионска лига на Европа, финале на Азија. Знаете, во Азија има Јапонија, Кина, Кореја, овие арапските држави, Иран, тоа се држави кои што и во кои се игра квалитетен фудбал. Квалитетен фудбал и финале кој го загубив во последната минута, усвари 2-2, игравме еден надпревар на терен во Ријад против Ал Хилал Саудитска Арабија. Ал Хилал е прогласен за клуб на 20 век во цела Азија, многу голем клуб. На нивни терен еден финален надпревар се играше, до 90-та минута водевме 2-1, изедначија 2-2 и после во продолжеток што златен гол го изгубив, добиен практично. Дури беше тоа правило, златен гол. Златен гол беше. Значи, сам да кажам, ете и тој момент кој што премногу болен беше, меѓутоа јас го чувам затоа што финалиња не се играат секогаш. Така. И ако почнувам се да зборувам за такви работи, друго е човек кој ќе види видео и слика, а друго е низ сеќавања да кажува за некоја друга работа. А јас имам 4-5 телефони, така да и компјутери 2-3 и сите тие работи поме, така да не може еден телефон да ми ги изврши работите. Така е. Стојат тие и мојата кариера можам да напишам 10 книги кои што ќе бидат интересни, зашто секој надпревар е некоја приказка. Така. А во 1000 надпревари има многу интересни приказки кои што неретко се случуваат. Една приказна да е на еден надпревар, тоа се 1000 приказни. Тоа се 1000 приказни. Ако ги имате 1000 приказни, почитувани гледачи, тогаш сте фудбалска легенда, тогаш сте фудбалска историја, а Ѓоко Хаџиевски е токму тоа. Да се вратиме на репрезентацијата. Бројките зборуваат дека Ѓоко Хаџиевски од постојањето на Македонија до ден денеска е најуспешниот селектор на фудбалската репрезентација на Македонија. Како од денешна перспектива ги следите состојбите сега во репрезентацијата и заслужува ли Македонија исчекор напред? Имаме ли шанса? Сега ме прашавте нешто што тешко се објаснува со малку зборови, зашто значи првата реакција на луѓето е успех. Сите сакаат пласман на европско првенство, пласман на светско првенство. Не е лесно, многу појаки репрезентации од нас држави кои што имаат богата традиција. Бугарија, пример, така. Има ЦСКА, Левски, Лудогорец и многу други клубови кои што има традиција, играле многу пати на светски првенства, на европски првенства. Били четврти. Да, и многу пати или трети, како беше? Трети, четврти. Четврти во Америка на 94-та, баш тогаш бев во истото време бев тренер на ЦСКА, 94-та година. Тоа е генерацијата на Лечков, Стоичков и така натаму. Така.
И Стоичков го донесов во април, како играч на Барселона, беше на гости, јас бев тренер на ЦСКА, го прашав дали бил во, пошто се дружевме, доаѓаше често кога ќе дојдеше од Барселона, речеме на 3-4 дена, на 5 дена, доаѓаше на тренинг со нас, се дружевме, станавме пријатели, го донесов во април, направивме една вечера убава со раководството на Вардар, беше и председател на ЦСКА. Пресконференција има колегите ваши, Атанас Костовски и така натаму. После 2 месеци освои златната топка како најдобар стрелец на светско првенство. Значи сакам да кажам дека Бугарија не може да се квалификува. И уште многу, дали е то Унгарија или е Австрија во многу случаеви, сега последниве години Швајцарија многу порано не се квалификуваше ни Швајцарија. Многу држави кои не успеваат, Норвешка и така натаму, да се квалификуваат. Не можеме ние да ги гледаме работите само како желба. Така е. Значи, она што е основно што сакам да го кажам, кој не се случува во Македонија, е тоа дека луѓето кои што работат во Фудбалска федерација треба да се луѓе кои што имаат искуство, луѓе кои што размислуваат фудбалски. Апсолутно. Зошто сами знаете дека сите најпознати имиња од сите градови низ Македонија, фудбалски, не се нити во општинските фудбалски подрачја, нити во Фудбалска федерација. Така. Значи, фудбалот треба да го прават луѓето кои што имаат искуство, луѓето кои што имаат и достоинство. Фудбалска федерација не треба се претвори во институција која ги избринува тие што немаат некој каде, се љубители на фудбалот и ај сега финансиски ќе ги издржаваме ние. Значи, во Фудбалска федерација мора да има програма јака која ќе примерот нека покаже на Лихтенштеин и на Луксембург, кои што сме ги победувале ние во гости 11-1 квалификација за светско првенство. Да сега имат представник во Лига на Европа, Лихтенштеин. Или Луксембург, Вадус игра во Лига на Европа, а знаеме кој бил Луксембург. Меѓутоа, таму сигурен сум дека системот не е наш, ваш, туку е квалификациите на луѓето кои што треба да ги водат тие институции. Значи, во Македонија генерално мора да се смени тоа од која партија, кој е специјалист, кој е квалитетен стручњак во одредена област, мора да му се даде шанса и да така ствараме вредности, зашто нас не треба генерации. Јас само ќе потсетам, ево, сега пред некој ден бев на состанок како представник на Веласица, бев на состанок во Сдружение на прволигаши во Фудбалска федерација, викам, кога вие сте биле во некој град во Македонија да видите што се работи таму? Така. Не да се дискутира за инфраструктура, него вие да дојдете да видите дали квалитетот на работата одговара на адекватно на интензитетот или квалитетот и методологијата на работа во странските држави кои што се такмичат со нас, натпреваруваат со нас во тие квалификации. Зашто тренерите на репрезентативни селекции на Македонија не можат само да ги викнат, да речеме, играчите и во 2 дена да ги спремат за натпревар. Тие мора да работат еден систем, да се пратат и кога ги дојдат во репрезентација да бидат вклопени во тој интензитет, а не после каскаме ние со другите држави. Ево, имавме шанса една репрезентација која заслужено се квалификува на Европско првенство прв пат до 21 година. Така. Направи навистина и добра афирмација за Македонија, направи голем прогрес, меѓутоа таа репрезентација се распаѓа. Значи, во таа репрезентација 2-3 играчи играат, другите не играат. Значи, то не е систем. Јас можам да се вратам назад да кажам дека кога 96-та година се вратив повторно во репрезентација, после тие првите 2 години Андон Дончевски ги водеше првата таа најстара генерација, Панчев, Најдовски, Саевски, Канатларовски, браќата Џуровски, Јаневски, Станојковиќ и така натаму. Тие тогаш имаја по 33-35 години. Нормално беше дека треба да заминат и да ние почнеме да ствараме, да правиме нова репрезентација. Генерацијата на Митко Стојковски, Тони Мицевски, на Чирич, Милошевски, на Христов, на Шакири, Шеиновски, Седловски, Гигец Николовски, Петар Милошевски. Значи, ние имавме
Захариевски Гошев, имав преку 25 интернационалци. Ние имавме 6-7 играчи кои играа во Бундеслига, 20 имавме во Премиер лига, во неките европски држави. Затоа и јас ставив преку 20 играчи од 21 година во репрезентација. Ние направивме, значи, најдобрите резултати со толку млади играчи, а плюс 10 години Македонија беше покриена, сите селектори после мене, и Канатларовски, и Джиджи Илиевски, и Катанец, и Тошек, и Сантрач, и сите тие ги водеа тие играчи. Значи до 2000 некоја година играа се вртеа тие играчи. Значи ние немаме нова генерација, не ствараме нова генерација. Имам впечаток, господине Хаджиевски, дека ајде да се потсетиме, ако првиот официјален натпрев што нашава земја во фудбалот го одигра, таа далечна 93 година во Крањ, ја победивме Словенија во таму 4:1. Така. Игравме еден незаборавен натпревар во квалификации со Данска. Данска беше европски првак. 1:1 во Скопје и тоа требаше да ги победиме. Црвен картон Дарко Панчев доби и така натаму. Од тогаш Словенија, која ја победивме 4:1, досега 2 пати игра на светско првенство и постигнува резултати, ние не можеме да мрднеме од 4-то или 5-то место во квалификациона група, дали е за европско или за светско првенство. Чинам, не знам дали сум во право, поправете ме ако кажам, дека не постои стратегија. Во право сте, кога велите, ние играме ден за ден, или сега не чека натпревар и ајде. Немаме стратегија на долги патеки. Само да ви кажам нешто. Ево направите вие компарација. Тежината, квалитетот на луѓето во Фудбалска федерација на Македонија и во Словенија. Значи, кои фудбалски имиња се во Словенска федерација, кои се во Македонска федерација. Значи, Словенија испали председател на УЕФА. Да. Чеферин. Да. Словенија во, значи, долги години како инструктори, како председатели, како директори, беа луѓе кои што имат огромно искуство фудбалско и во поранешна Југославија и покасно како самостална Словенија. Така. Значи, тоа не може во Словенија се случи некој ваш да биде селектор на некоја репрезентација. Ово е мој син, ово е твој братучет и така натаму. Во Македонија знаете дека тоа го има нон-стоп. За жал. Да, за жал. А кај нив точно заради тоа и Лихтенштейн и Луксембург прават успеси заради тоа што има систем. Зашто го кажав јас во почетокот проблемот. Фудбалските луѓе не се во фудбалот. Тие луѓе што го водат фудбалот, не пукам на име, ни на едно, глобално зборувам. Поголемиот број на луѓе, делегати по општинските. Ево само ќе кажам, во кој град сакате да земете во Македонија, кои луѓе се 5 луѓе во општинство во фудбалски подрачи. Тие не доаѓале на утакмица, тие не гледале фудбал. А во истите тие градови имаш ти легенди кои што цел живот го потрошиле во фудбалот, кои сега треба да добијат сатисфакција за целиот живот свој во фудбалот, тие седат на страна, а одлучуваат за фудбалот луѓе што не играле фудбал. Анонимуси. Така. И еве го одговорот зошто овие другите не скокне. Не заради тоа што играат подобро од нас, заради тоа што фудбалот го водат луѓе стручни, луѓето што го знаат фудбалот. Токму затоа јас сметам. Јас сум никој и ништо нели во спортот, меѓутоа затоа јас сметам дека на Ѓоко Хаджиевски местото му е во ФФМ или повторно на селекторската позиција. Па што да ви кажам, јас значи ако речам дека не сум заинтересиран, нема да бидам искрен. Значи 20 години мене минаме во федерација. Со најдобрите резултати постигнати, со токму затоа добрата генерација извадена. Да. Тие мене не ме играат 20 години заради тоа што тие бегат од луѓе што знаат. Значи тие не сакаат некој кој што знае многу повеќе од него. Јас ракавица фрлам кој сака нека дојди не само во Македонија и надвор да разговараме за струка за фудбалот, за методологија на тренажен процес, за искуство, за процена, за програма. Јас сум покриен со
факултет за физичка култура со бројни семинари, симпозиуми. Јас сум бил преку 10 симпозиуми низ Европа со врвни имиња каде што но и со историја, така, значи и сега така. Кога разговараш за фудбал треба стварно да бидеш полн со знаење за да можеш да одговориш на желбите и на проценката во одреден момент што треба да се направи. Кога ќе седнат преку тебе луѓе кои што немат во главата никаква филозофија, никаква смисла, никаква спремност за програма, а водат, да речеме, водечки некои позиции, тогаш ево се размислите, например, како би се одвил разговорот? Што може да ме прашат тие мене? Да речеме, сакаме да одиме на Европско првенство. На Европско првенство не се оди со желба, со систем на работа. Со програма, така. Со програма за работа. Програма има, ако имаше Фудбалска федерација на Македонија програма, ќе ја видеа сите луѓето ќе знаеа. И таа програма се прати. Значи ти кога правиш програма, ти не можеш да програмата моја 10 години оставете ме да работам, ќе видите после 10 години. Значи ти во секој еден период микро или макро кажуваш што очекуваш и то се прати лесно дали го постигнуваш ти тоа или не. Ако не го постигнуваш, значи програмата не е правилна. Нема Каде вие го гледате клучниот момент? Значи зборуваме за многу проблеми во македонскиот фудбал. Што е она што треба да се стори за да се направи една значајна прекретница во македонскиот Дефинитивно мислам дека цела работа е трната наопаку. Така. Со фаќање, подметување на членови по општински фудбалски подрачја и така натаму, зашто за мене е логично ако во еден град на Македонија се бира изборно собрание на општинско фудбалско подрачје. Значи да се викнат сите фудбалски луѓе, така? Да се викнат на тој состанок, да се дискутира, секој и тие што се поискусни луѓе, и тие што се паметни, а не се во фудбалот, што имат логично размислување и добро за фудбалот, да го кажат на тие состаноци своето размислување, да се одберат таму, значи луѓето што го водат тој состанок, кои се тие луѓе кои што треба да ги предложат во тој град најдобрите. Така, а има заинтересирани, ако нема заинтересирани, нека бидат тие што се. Ама ти да направиш состанок, например, затворен сега, 5 луѓе, затворена вратата, овие се 5, тие истите ќе бидат и понатаму, како што се случува, или да се рачунат членови во општински фудбалски подрачја каде што логички не постои сојузот. Дали лига или редовни состаноци или така натаму. Јас мислам дека треба да има добри избори низ цела Македонија на такви општински сојузи, да се берат прави луѓе, од такви делегати да се излези на собрание и реално народот нека кажи за кого е фудбалски. Не да се стават мој твој. Значи народот нека одлучи низ гласање, реално овие се тие луѓето фудбалски, кои мислите вие, гласаме за тој или за овој. Али начинот на кој се бира во Македонија, значи без тежина, значи не пукам на имиња. Значи јас навистина не ми е целта да напаѓам никого посебно, али сум човек од фудбалот и мислам дека имам потполно право да кажам вистината. Не само што сте човек од фудбалот, туку најдобриот селектор во историјата на нашава земја, најдобриот тренер со најмногу шампионски титули за еден клуб и така натаму, со тренерско искуство во 10 земји и така натаму. Можеме вака надолго и на широко во секој случај. Јас ќе оставам простор, бидејќи со вас можеме и да ја завршиме емисијата, а ова е сепак лаша емисија. Јас би сакал да ви се заблагодарам за гостувањето во оваа емисија, да ви посекам многу успех со фудбалскиот клуб Беласица и се надевам дека нештата во мак фудбалот ќе се променат и дека ќе зборуваме на некои поубави теми. Ви благодарам за првата покана ваша во Нема да биде последна. Да, се надевам. Така. Ги поздравам сите струмичани. Нормално луѓето очекуваат сега, такви сме ние, луѓето, некои викат ќе биде, некои викат бе ќе видиш брзо што ќе биде, скептици ваму таму. Значи, едно сум сигурен дека во Струмица
има добри шанси да се направи навистина фудбалски центар во Македонија, заради уште еднаш викаме во два клуба кои амбициозни се, моменталната состојба ништо не значи. Значи ги поздравувам сите, ги повикувам сега кога ќе се стопли времето, знам дека е ладно, да доаѓаат почесто на стадион, мислам дека ќе гледат квалитетни надпревари, ќе видат многу своји нови играчи. Јас би сакал Струмица да извали бисери како поранешните кои излегоа од тука, да има добри надпревари, а Фудбалска федерација да направи реални, објективни избори, да овозможи фудбалот да биде чист, да не одат надпревари, овие кладилници ми сметат страшно, јас не влегувам во кладилници никојаш и секој надпревар е однаа после надпреварот, тие му пуштија нови, тие му пуштија, мислам е расипаја фудбалската атмосфера и да дојдат како што се случува тој во големите држави, да дојдат со фамилии, со жени, со деца, да гледаат фудбал, да си навиваат за своји, дај Боже да дојде таква прилика, до тогаш нека имат пријатно попладне и нека не подржат во овој период, зашто ќе направиме све да ги оправдаме очекувањата. Јас се надам дека вашите соништа ќе станат јаве. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во емисијава. А ние, почитувани гледачи, одиме понатаму со неделното попладне со снимка од една интересна манифестација насловена 100.000 поети за промена.